Почитувани, добро вечер. Уште само еден ден до изборниот молк. Партиите и коалициите ги заокружуваат активностите на терен. Во вечерашното изборно медиумско представување ви ги представуваме носителите на листи од втората изборна единица во која влегуваат општини од градот Скопје и од Северна Македонија. Програмите на коалициите и на партиите вечерва ќе ги представат господинот Оливер Спасовски од коалицијата за живот, предводен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Ви благодарам што ја прифативте. Веднаш до него господинот Кире Бузлиев, носител на втората изборна листа на Либералната партија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Ви благодарам и вам. Господинот Лупчо Балковски од коалицијата ВМРО за Македонија. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите на ТВ21. И господинот Јове Кекиновски, носител на листа на коалицијата за промени и правда. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Ви благодарам и вам. Почитувани, само на почетокот да објаснам дека празниот пулт од мојата лева страна беше наменет за представник на владеачката ВМРО ДПМН, носителот на листата во втората изборна единица, господинот Никола Тодоров, но не успеавме да го добиеме, односно да го обезбедиме овде во студиото. Исто така немаме и представник на левица. Правилата се следни, господа: 2 минути за одговор на прашање, 1 минута за реплика и 30 секунди за контра реплика. Господине Спасовски, би започнал со вас. Пред последен ден кампања, како ви се чини расположението кај електоратот, односно повратните информации кои што ги добивате на средбите со граѓаните? Има ли воопшто амбиент за промените кои ги заговарате во вашите настапи, вашите први 2 минути? Повелете. Ова се едни од најзначајните избори за Република Македонија, заради тоа што Македонија се наоѓа и во најголемата политичка криза од независноста до денеска. И затоа и оваа изборна кампања беше посветена пред се на граѓаните. Да пристапиме до секој граѓанин на Република Македонија, да поразговараме за секој на важноста на моментот, за сопствената одговорност која што ја носиме и пред државата, и пред граѓаните, и пред нашата иднина. Едно е јасно, граѓаните на Република Македонија после сите овие 10 години на уназадување на Република Македонија, на уништување на Република Македонија од страна на ВМРО ДПМН и на Груевски, бараат промени. Бара да ги сменат работите заради тоа што доволно беа поделби цело време во Република Македонија, доволно беа поделби по секаква можна основа, ја разединија Република Македонија, доволно беа плячки на граѓаните на Република Македонија, доволно беа разрушување на институциите. Едноставно, доволно е да се сопре веќе екзодусот кој што е направен на македонските граѓани. 630.000 граѓани на Република Македонија напуштиле Република Македонија. 230.000 млади луѓе ја напуштиле Македонија. Околу 5 милиарди евра според статистика на Светската банка се украдени и изнесени надвор од државата. Сето тоа се факти кои што граѓаните на Република Македонија ги оценуваат како нешто најлошо што се случило на државата. Едноставно бараат да се променат работите, бараат да имаме одговорна власт, да имаме власт која што ќе е транспарентна, која што ќе знае како да ги троши народните пари, како да ги остварува интересите на државата, да ги реформира институции, едноставно да се врати вербата во државата. И затоа апсолутно сметам дека најголемиот процент на граѓаните на Република Македонија, кога избираат помеѓу криминалот на Груевски на ВМРО ДПМН и помеѓу иднината на Република Македонија, ја избираат Република Македонија, тоа без сомнение. Се соединува Македонија, сите граѓани на Република Македонија се заеднички определени да ја остварат ова цел и затоа ќе победи животот во Македонија. Ви благодарам, господине Спасовски. Господине Бузлиев, истото прашање за вас. Ваша оценка за изборната кампања? Повелете. Оценка на Либералната партија е дека се работи за мирна кампања, значи немаше некои позначени инциденти како што се одликува за поранешните избори. Меѓутоа проблемот и никогаш не бил во самата кампања на самиот ден на изборите. Сите проблеми околу гласањето и изборите се во периодот кој настапува уште пред поднесување на листите, значи од распишувањето и во период пред распишувањето на изборите. Ние за оваа кампања се одлучивме да правиме помали средби со граѓани, трибини, мали митинзи, не како двете големи партии да правиме огромни митинзи и да носиме луѓе од цела Македонија. Одекот на граѓаните со кои што се среќаваме лице во лице и на тие собири е одличен, фидбекот исто така. Многу работи ни се поклопуваат во она што го имаме во нашата програма и тоа што го бараат граѓаните. Едноставно, со сите што среќаваме, мислењето е исто. Доста ни е веќе од двете големи партии да пробаме нешто ново. Работата е што сите мислат дека се работи за една иста работа и се бара промена, а не замена.
го третираат тоа како да е една паричка со две исти страни и затоа не се бара замена само на власта, туку се бара комплетна промена. Понатаму, граѓаните бараат средена, консолидирана и хумана држава во која што сите ќе одговараат пред законот, а не да одговараат пред партијата, пред тој што го вработил или пред тој што е сега на власт. Затоа, уште еднаш да констатирам, презадоволни сме од кампањава и се надевам дека и самиот ден ќе помине во мирна атмосфера. Ви благодарам за вашите први 2 минути. Господине Балковски, повелете, како ја оценувате изборната кампања, реториката, активностите на партиите, секако и на вашата коалиција? Повелете. Добро, јас изборната кампања би ја поделил од два аспекти. Од едниот аспект, од аспект на коалицијата ВМРО за Македонија, можам да кажам дека очекувањата едноставно ни се, да кажам, во делот на средбите со граѓаните, средбите со нашите гласаци од одлични. Навистина голем број на гласачи, голем број од анкетите што ги видовме на неопределените гласачи и гласачите од ВМРО ДПМНЕ ни се приближија и веќе воспоставивме еден одличен контакт со нив. Се надевам дека така ќе биде и на денот на изборите, затоа што видовте и од самите анкети дека од почетокот, каде што воопшто ја немаше коалицијата ВМРО за Македонија, сега стана фактор што ќе одлучува за владата. Меѓутоа, од другиот аспект, сакам да напоменам дека овие избори навистина се одвиваат по правилата на двете најголеми партии што ги воспоставија на Пржинскиот договор, односно 4 партии, за едноставно исклучување на малите партии и во делот на кампањата и во делот на медиумското представување, меѓутоа и во делот како ќе се одвива целокупниот политички живот понатаму во Македонија. И сакам да кажам дека сето тоа се осликуваше на теренот помеѓу двете партии. Меѓутоа, неколку пати нагласувавме дека овие избори не се локални избори, не се избира едно комунално предпријатие каде што ќе ги решава потребите на граѓаните во една населба и во еден град, туку се парламентарни избори што треба да ја избере новата влада на Република Македонија, а таа треба да ја преземе целокупната одговорност во однос како Македонија ќе се движи во наредниот период. Тоа е многу битно затоа што не очекуваат огромни предизвици пред периодот што престои на Република Македонија. Ви благодарам. Господине Кекеновски, повелете. Па, иако велиме мирна кампања, меѓутоа можам да кажам дека имаме една неравноправна кампања, како што каже и колегата претходниот соговорник, од причина што 4 партии подписнички на договорот од Пржино со измените на изборниот закони се обезбедува привилегија, односно монопол или доминација во делот на медиумското представување, посебно пред јавниот сервис. Што значи дека и едните и другите за себе си обезбедија 40% учество, да останатите им останува она ситно што остане за друго. Па така, па оттаму ги гледате и нивното медиумско представување кај граѓаните на Република Македонија опфаќа речиси 90% од просторот во овој дел. Што значи дека не можеме да имаме фер и демократски избори ако во старт имате една неравноправна кампања. Второ, исто така, иако ова кампања навидом изгледа мирна, таа обилува со голем број на меѓусебни навреди и етикетирање, посебно од големите политички партии, а ние останатите коалиции се обидуваме во оној малку простор кој што ни останува да ја кажеме вистината, вистината за Македонија, вистината за случувањата. Велам, се случуваат, иако навидом релативно мирна, во позадина се случуваат многу задкулисни игри и мешетарења, како од едните, така и од другите. Мене ме зачудува како министерот за внатрешни работи и посебно министерот за информатичко општество и администрација, кои што се буквално на тие места за да ги спречат, меѓу другото, сите овие изборни измами, уцени, заплашување на граѓаните, кои што секојдневно ние ги слушаме преку медиумите, преку нашите представници, не превземаа ништо. Мислам дека има погрешен пристап во тој дел, подобро ќе беше да се занимаваа со политика други лица кои што ќе се посветува исклучително на оваа работа, на спречување, овозможување на фер и демократски избори, посебно кај овие две критични министерства. Министерството за внатрешни работи и Министерството за информатичко општество, бидејќи сведоци бевме како администрацијата се тегнеше од митинг до митинг и при тоа немаме ниту еден казнет од надлежните раководители во администрацијата. Да. Господине Спасовски, побаравте реплика. 1 минута, повелете. Мислам дека
или не располага господинот Јове Кикеновски со доволно информации во овој дел, отворени се повеќе процеси во делот нарушувањето на изборната кампања, врз основа на пријави кои што ги имаме. Впрочем, и вашата коалиција за промени и правда има пријави и реагиравме на сите тие пријави, заштитивме и ваш советник од неготино и тоа ќе го правиме за секој поединечно. Важно е институциите да не бидат злоупотребувани и важно е да направиме се тоа што е во наша можност за да се спречи било каков притисок врз избирачите и врз гласачите. Може да одговорам? Имате уште 20 секунди, господине Спасовски, ако тоа одговорот повелете 30 секунди контрареплика. Апсолутно имам информации, ги пратам сите случувања, меѓутоа мислам дека се несоодветни реакциите, не се благовремени, се случува некако постфестум. Од таа причина сите ние сакаме. Ова не е критика, ова е фактички укажување на она што мора да се спречи до недела, за да не ни се случи да имаме повторно да се жалиме вечерта во 11 дека сме имале подкупување, уцени. Факт е дека не спречија администрацијата да оди на митинзи. Факт е дека таа беше злоупотребена и преку тоа не смееме да премолчиме. Мораме јавно да им кажеме на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам за одговорот. Преминуваме на второто прашање. Господине Бузлиев, започнувам со вас. Имате ли доверба во избирачкиот список? Изминатите денови во јавноста се појавија низа граѓани кои што реагираат последно на социјалните мрежи дека не може да се пронајдат во електронската евиденција на избирачкиот список. Имаше одредени информации и за злоупотреба на власта во одредени реони. Какви се вашите оценки од терен? Вака се, тука на 2-3 работи сакам да се задржам. Во однос на избирачкиот список. Сведоци сме сите дека 3 главни теми беа на разговорите во Пржино 1, 2, 3 и така натаму. Едното беше избирачкиот список, второто беа медиумите регулација и третото беше одвојување на партијата од државата. Што се однесува до избирачкиот список, не можеме да кажеме дека тој е прочистен. Има многу докази дека не е прочистен. Има придобивки, едни се тие што 30 и нешто илјади што излегува дека стварно ги нема, не може да ги обезбедат каде се. Второто е одвојувањето на луѓето кои што работат вон државата, кои што не се тука на посебен избирачки список. Третото можеби што се стави слика на избирачкиот список, сега тоа може е неправедно, меѓутоа е многу добро на изводот, не на самите избирачки на листата ликчиња, фактички каде што ќе се заверуваат. Што сакам друго да кажам? Со тоа не е завршен избирачкиот список. Мене друго ме загрижува, што најголемата опозициона партија, иако така беше договорено, сите работи после кои што излегува немаше никакви реакции од нив. Да речем, имаше пример во Тетово дека на одреден паркинг имало 259 регистрирани гласачи. Може е грешка, може е се. Никој не искочи да каже ваква и ваква е ситуацијата. Откако се помина договорот во Пржино, веќе избирачкиот список никој не го спомна, освен помалите партии ние или некои граѓански активисти. Во самиот однос на гласањето и работата на Државна изборна комисија сакам да кажам нешто. Никаде во законот, освен ако договорот од Пржино го третираат како закон, не пишува дека првите 4 броја на гласачкото ливче треба да бидат за 4 големи партии, кои што преговараа во Пржино. Одеднаш кога се отиде на жребка тамо во Државна изборна комисија, излезе дека од 1 до 4 по деловникот на ДИК ќе ги решаваат нив, од 5 до 11 сите останати. Нема логика. Второ, излегува сега реклама секаде на медиумите и во вестници од ДИК пуштена, дека ќе се става мастило на прстот и ќе се проверува дали има мастило на тој што доаѓа да гласа, дали гласал пред тоа или нема. Јас колку што знам, е укината одредбата од Уставниот. Не знам дека е Уставниот. укината од Уставен суд и не ми е јасно зашто ДИК тоа го форсира и во вестниците и на спотовите кои што ги пуштаат на телевизија. И трето, спорно излезе ово од завчера, никој не знае да каже што е вистина, иако ДИК рече дека не е така, за тие некој промни 80.000 гласачки ливчиња. Така. Во ред, ви благодарам. Дали некој чувствува потреба за реплика? Не. Господине Балковски, повелете истото прашање за вас. Дали имате доверба како коалиција во избирачкиот список дека може да обезбеди доверба кај граѓаните дека сепак изборите ќе бидат фер, честни и транспарентни? Видите, сега некои подобрувања има во избирачкиот список, тоа мораме да го кажеме. Меѓутоа, мислам дека сите тие работи се направени на прво ниво. Целокупното подобрување на избирачкиот список можам да кажам и да потврдам дека не е направен, затоа што ние и претходниве денови, многу граѓани од Република Македонија се јавуваа во нашата партија, во нашата коалиција, каде што на некој начин некаде ги има и некаде ги нема. Тоа што требаше да го заврши Државната изборна комисија, партиите се договорија на Пржинскиот договор, како се договорија, тоа е нивно право без наше учество таму. Меѓутоа,
Тоа што Државната изборна комисија требаше да го направи, не го направи во доволен број. Значи, затоа што се појавуваат огромни разлики ќе се појават и јас не мислам дека проблемите ќе се појават на денот на гласањето. Затоа што многу граѓани каде што мислеле дека треба да гласаат, едноставно кога ќе одат таму веќе ќе ги нема и тогаш ќе настанат некои забуни. Добро е што има многу посматрачи од ОПСЕ и од ОДИХР, тоа е позитивно во тој дел, меѓутоа набљудувачите, поготово од странците, требаше помошта да ни ја дадат сега на Државната изборна комисија, а не на денот на избори. На денот на избори само ќе бидат констатација сето тоа. Исто имаше проблеми со изборните единици, нели, во шестата изборна единица, тоа буквално од голем проблем, после гледате како се премолча целокупната работа, се договорија партиите. Да се постигнеше тоа што нашата коалиција, помалите партии го бареа Македонија да биде една изборна единица, сите овие проблеми може многу на подобар начин да се решат. Меѓутоа, од една страна, сето тоа што беше позитивно протолкувано од партиите, четирите што преговара на Пржинскиот договор, после едноставно сите се договорија дека овај модел им одговара нив, не на малите партии да ги трнат од целата изборен процес. Ви благодарам, господине Балковски. Кекеновски, доверба во избирачкиот список и евентуални злоупотреби за време на изборната кампања. Да, фактот е дека има подобрување известни, јас би рекол дека се работи за козметички подобрувања, не суштински подобрувања, бидејќи продолжуваат и понатаму жалбите на граѓаните на Република Македонија за голем број на фиктивни гласачи во избирачкиот список. Значи, јас на својот Facebook статус упатив неколку пораки и до Државната изборна комисија и до останатите надлежни институции, на примерот со Брајчино и со Љубојно во Преспанскиот дел, каде што е повеќе од јасно дека во една куќа не може да бидат запишани 10 странци како место на живење и повеќе да имате гласачи од колку жители, значи некаде за дупло. Исто така во мојата насела, во Белкамен, имаме такви случаи каде имате празни куќи, а во нив се пријавени по десетина и повеќе гласачи, а при тоа тие гласачите исто во друг дел од општината Чаец. Значи има факта дека не е прочистен докрај, зошто и како социјалдемократите кои што треба да представуваат целокупната опозиција се согласија на препораките од Државната изборна комисија и нивните представници таму, мене навистина не ми е јасно. Понатаму исто мислам дека ако говорат за успех, најголем успех што го одвоија во еден список, Посебен дел. Посебен што го извоја, меѓутоа тоа не ни дава суштинска гаранција дека е прочистен. Факт е дека сите оние кои што ги немаше на избирачкиот список треба да бидат избришани. Јас не се сеќавам дали тие донесоа закон за измена и нели за личните карти дали да ги променат, бидејќи сепак тоа е процес кој што трае неколку месеци и не можеше туку така. Чинам дека може би се лажам, меѓутоа сум сигурен дека не го прочистеа во тој дел, не ги избришаа голем број на избирачи, кои што може би по разни начини остана. И оттаму ние не можеме да имаме доверба дека докрај е прочистен избирачкиот список, поготово што се уште голем број на наши нели членови, симпатизери говорат дека има луѓе кои што имаат по 2, па и 3 лични карти, кои што претпоставувам дека повторно ќе гласат на истиот начин како што гласале и на претходните избори. Ви благодарам за одговорот и господине Спасовски, завршуваме со вас со оглед на фактот дека доаѓате од Министерството за внатрешни работи, веројатно ги знаете многу поблиску деталите. Какви се вашите проценки во поглед на довербата на граѓаните во избирачкиот список и евентуалните злоупотреби за време на изборната кампања? Прво, се сакам на почетокот да се согласам дека до крај не е прочитен избирачкиот список и тоа е факт и тоа нема да се случи, нити беа очекувањата ниту на СДСМ дека до крај ќе се заврши оваа работа заради тоа што потпишувањето на рамковниот договор се направи со партијата на власт ВМРО-ДПМН, која што сите овие 10 години уништуваше Република Македонија. И на Пржинскиот договор, да. И сите овие 10 години уништуваше Република Македонија. Илузорно е да очекувате дека една таква влада или една таква политичка партија ќе ги направи суштинските реформи. За да имате до крај прочитен избирачки список, мора да има реформи во системот, генерално. Да добиеме систем кој што ќе гарантира издавање на лични документи, издавање на престој на живеалиште во Република Македонија врз основа на закони, ако тоа не се случува, дека ќе имаме сериозен проблем. Меѓутоа дека има подобрување, има. И дека се сведени на минимум работиве кои што можат да бидат злоупотребени, а беа откриени врз основа на методологијата која што беше донесена од страна на Државната изборна комисија и тоа е факт.
Ние сега имаме во Република Македонија 1.500.000 и кусур избирачи. Остатокот се одвоени на посебен извод од избирачкиот список кои што се наоѓаат надвор од Република Македонија. Ако се сеќавате, минатите избори 1.814.000 беше избирачкиот список, сега е 1.760 некаде илјади. Значи тука имаме намалување, имаме 30.000, односно 39.000 скоро кои што не се појавија никако, а ги имаше во евиденциите. Избришавме околу 660 кои што беа запишани во општина Центар, а нема никаков документ за живеалиште или престојувалиште. Сето тоа укажува дека системот бил злоупотребуван во претходниот период, меѓутоа и сето тоа дава обврска дека едната влада ќе мора да го среди овој модел за да секој граѓанин на Македонија биде сигурен во избирачкиот список. Ви благодарам за одговорот. Реплика, господинот Бозлиев, 1 минута, потоа господинот Балковски. Повелете. Кратко само една поента на Балковски, се извинувам сега што спомна за една изборна единица. Избирачкиот список уствари може најдобро да се прочисти и мора така да биде веднаш по изборите да се направи попис. Попис со поддршка од меѓународна заедница и силен мониторинг нивни. Пописот кога ќе се направи, после нема да биде проблем избирачкиот список да биде во ред и да биде изборна единица една, како што кажа Балковски, со отворени листи и Либерална партија има и дополна. Министрите кои што ќе бидат во новата влада после тие избори, не овие сега, да бидат избрани од пратениците. Значи да знаеме кои се нудат како луѓе кои што ќе раководат со државата, а не како сега ги вадат од нафталин, нит ги знаеме кои се што се, пратениците си седат у парламентот. Тоа констатација мала, извинете. Да, повелете Балковски, 1 минута и за вас. Да, добро, ова како еден вид коментар. Значи, мене навистина не е, можам да кажам, не е принципиелно да представниците од ДПМН и представникот од ДУИ и сите други не доаѓаат на ниедна дебата. И ние немавме начин на каков каде тоа да го да дебатираме, затоа што знаете што се случи. Од 4 партии што го направија Пржинскиот договор, едноставно само СДСМ доаѓа на дебатите и сега тие работи сите ги упатуваме на СДСМ. Меѓутоа ДПМН и ДУИ се појавува никаде и автоматски тука се гледа и нивниот договор. Сега, целата ситуација беше дека 4 политички партии, кога се договараа на Пржинскиот договор, едноставно се договараа само за нивните интереси. Првиот пат, вториот пат, третиот пат. Се одложија сите избори, мислам, изборите се одлагаја, а пак првично најавуваниот прочистување на избирачкиот список едноставно не го добивме. И дека сега сите знаеме дека не е добар, меѓутоа ајде некако ќе помине. Добро. Кикиновски, 1 минута и за вас. Добро е што се потврди ова, бидејќи ние пред само месец дена, односно оној момент кога Државната изборна комисија излезе дека е потврден избирачкиот список, сите 4 партии потписнички на договорот рекоа дека сега ќе имаме фер и кредибилни избори. Од сега слушаме дека навистина не е прочистен докрај, дека има голем број на аномалии и сигурно дека тоа ќе биде пречка која што постојните партии на власт употребувајќи истата шема која што употребувале досега, ќе употребуваат и пак натаму. Второ, ме зачудува зошто не ги уедначија изборните единици, иако има предлог да го распуштат Собранието на Република Македонија. Разликата е некаде од 26 до 30.000 гласа во разлика помеѓу една до друга изборна единица. Пасовски, повелете. Кратко и јас да дадам коментар. Прво, навистина, ја жалам што ги нема партиите од вас па да дебатираме пред македонската јавност, заради тоа што тоа е вистинска демократија, меѓутоа тие нема демократски капацитет. Ако има демократски капацитет, немаше да дојдеме до овде. Второ, во однос на една изборна единица, вие го знаете ставот на СДСМ, ние го профилиравме јавно и побаравме во текот на преговорите да во изборниот законник внесеме овој изборен модел. Затоа и сега во изборната програма преземаме обврска да 3 месеци после формирањето на идната влада го донесеме законот со кој што ќе биде Македонија една изборна единица и на крајот списокот, реков, е кредибилен врз основа на она што е постигнато со методологијата. А дали е до крај чист, не е, заради тоа што има многу пропусти во системот. И тие реформи илузорно е да очекувате ќе направи реформи сериозни во Македонија и за новинарство, и за избирачки список, и за било кој друг сегмент. Тој се труди после 10 години сега да каже на македонската јавност
знаете, јас сега доаѓам и ќе ја реформирам Македонија. Тој што ја уништи Македонија. Така да не ве зачудуваат многу овие работи. Само заради вистината морам да 30 прокоментирам секунди сосема само да молам, кратко. да. Не, сосема кратко. Значи, господинот Павле Трајанов, кој што е наш коалиционен партнер, предложи закон за една изборна единица во собранието пред да биде распуштено и тоа за жал не беше поддржано од опозиционите партии. Исто така предложено беше и редефинирање на територијалната поделба во Република Македонија, односно не редефинирање туку во смисла на изедначување на бројките во изборните единици и тоа не беше Гласот да прифатлив. тежи секаде исто во цела Македонија. Апсолутно повеќе. Во ред, Значи, благодарам тоа е да го завршиме овој круг. Само Васко, подсетување Поверете, за Бозле. Спасовски може? Само 30 секунди, повеќе. Кратко, сосема. Значи, сакам Оливер да го подсетам дека предлогот нивни што беше даден на пржино на преговорите за една изборна единица. Тука заврши предлогот. ВМРО ДПМН уствари утредент излегоа со предлог за гратис уште 20 пратеници и за СДСМ тоа заврши, веќе не го спомнаа. Затоа треба реално да се каже дека формално спомнаа, но не се бореа за една изборна единица. Толку, ви благодарам. Вие не може да знаете дали сме се бореле, не сте присуствували на преговорите. И тоа е само илузија, вие може да си ги подсетувате вашите избирачи во Македонија, не мене. Јас ги знам моите ставови, кои се, какви се и зошто се. Сега да не ме подсетуваме за многу работи кои што ги направивте во текот на овој процес. Ви благодарам. Завршуваме со ова прашање. Господине Бозлиев, опција која се повеќе еве продолжиме со господинот Балковски со оглед на тоа што негов е редот. Опција која се повеќе се заговара, посебно ако се земат предвид анкетите кои што излегуваат во јавноста по различни телевизии, портали и така натаму, е дека ниту една партија во Македонија ќе нема доволен број на пратеници за сама да направи мнозинство во собранието, односно да има власт во таа смисла. Дали би биле дел од широка коалиција по изборите, дали коалицијата ваша би била дел од една поширока коалиција во која што би влегле сите партии, вклучително и владеачката ВМРО ДПМН? Па добро, прво треба да видиме како ќе завршат изборите. Значи, Добро. во тој дел ние на сите настапи, значи ВМРО за Македонија ја кажуваше својот став дека катастрофално лошо ќе биде за Република Македонија некоја партија да има 63 пратеници. Значи тоа го видовме, нели секогаш ВМРО ДПМН одеше со 63 пратеници за да стабилизира Македонија, меѓутоа од стабилна Македонија ја направија катастрофално лоша ситуација и на политички план и на економски план. Предходно сведоци сме 94 година дека СДСМ имаше исто така огромен број мнозинство во парламентот, па сите сме сведоци што тогаш се направи со Република Македонија во однос на приватизацијата и сите други работи. Меѓутоа, за Република Македонија најдобар модел прво е една изборна единица, второ е во целокупниот парламент да земат учество сите партии, учесници на овие избори, за да на некој начин, кој ќе се направи таа влада, секој од секого и се контролира и на некој начин и го контролира и самиот себе и другиот партнер во владата. Значи, само на таков начин, значи, кажано е, нестабилна влада треба да имаме, впрочем тоа е случај во сите европски земји, меѓутоа од друга страна да имаме стабилна држава. Може да не се случи владите да се менуваат многу често, меѓутоа Македонија да оди напред во развојот и во напредокот и во демократијата, не е тоа ништо страшно. Зошто од една страна сега ДПМН бара 63, па потоа СДСМ приклучи да го има мнозинството? Мислам дека Македонија демократски мора да напредува на начин ако имаме поширок број на партии во парламентот, за да владата биде составена на таков начин и да ја има контролата секој партнер во владата од секој. Не ми одговоривте конкретно, велите зависи од исходот на изборите. Сепак ќе оставате отворена опцијата тоа да биде, да речеме, пратеник или пратеници од коалицијата кои што би влегле во една поширока коалиција со ВМРО. Све зависи како ќе бидат изборите, каков ќе биде резултатот. Ние очекуваме да имаме пратеници во парламентот, некаде околу 15 пратеници како што е досега со рейтингот, можеби и повеќе, и на некој начин да бидеме баланс во тоа што двете големи политички партии го прават. Ви благодарам. Господине Кекеновски, повелете. На истото прашање? Секако. Да, иако велат во политиката никогаш не велете не, јас сега пред целокупната македонска јавност велам не, никогаш во коалиција во овој момент со
партијата ВМРО ДПМН. Мене ми е жал, јас потекнувам од ВМРО ДПМН, сум учествувал во создавањето на таа партија, во растењето, во нејзиниот развој, меѓутоа во овој момент потребно е таа да биде казната. Да биде казната не ради членството, туку заради раководството кое што сиве овие години не донесе да имаме ние најкриминализирана партија, за жал и најкриминализирана држава. Значи во овој момент тие мора да останат во опозиција, да бидат поразени, за да ја прочистиме ние со нечистата крв во нашата матична партија, за да го отстраниме она целокупно метастазирано тело, кое што е метастазирано од врвот до долу. Значи за тоа не можете вие да го направите преку ноќ. Доколку ги сврстите во една поширока коалиција, доколку учествуваат во извршната власт, верувајте дека тоа ќе продолжи и понатаму. Не само на штета на членовите на ВМРО ДПМН, туку и на сите граѓани на Република Македонија. Оттаму, во овој момент тие мора да останат во опозиција, што значи дека коалицијата за промени и правда со своите пратеници нема да прифати да коалицира во било каква, дали е потесна, дали поширока, или коалиција во која што ќе учествува токму оваа партија на власт. И оттаму ние строго застануваме и цврсто застануваме за сето она што сме го кажале, ќе обстоиме на нашето ветување јавно и сметам дека само на тој начин може да дојде до прогрес на државата. Само на тој начин ние можеме државата да одвоиме од партијата. Само на тој начин ние можеме да ги казниме сите оние кои што направиле зло во Република Македонија. Само на тој начин ние ќе можеме да ги вратиме украдените пари на граѓаните на Република Македонија. Значи со проектот ДЕКРИ ние велиме дека можеме да вратиме 6 милиарди евра на граѓаните на Република Македонија. И тоа не во буџетот, туку директно да бидат поделени на секое семејство во Република Македонија. Ако бидат тие во власт, сигурно нема да успееме. И затоа мора да бидат казнети и да бидат оставени надвор од власт. Ви благодарам за економските и социјални политики. Малку подоцна, господине Спасовски, повелете потесна, поширока. Се извинувам, побаравте? Реплика, повелете. Повелете една минута за господинот Балковски. Се извинувам. Значи, ова не е упатено до Кекеновски, до Фродем, неговиот Фродем, затоа што тој се приклучи покасно во коалицијата за правда и промени. Меѓутоа, морам да нагласам дека Демократскиот сојуз беше 9 години во власт заедно со ВМРО ДПМН. Така да, мислам дека непринципелно е сега, последна година, Демократскиот сојуз да се прикажува како главен опозиционер во Република Македонија. Друга страна е добро што се направи една и таму коалиција за промени и правда. Меѓутоа, треба да се види, сознанијата се дека се уште Демократски сојуз коалицира на локално ниво со ВМРО ДПМН. Имате контрареплика, 30 секунди, Кекеновски. Фродем во таа коалиција е фракција на ВМРО ДПМН, принципелно стои за своите ставови. Јас само да го подсетам почитуваниот мој колега и соговорник дека Демократскиот сојуз одамна излезе, значи јас не сум адвокат на Демократскиот сојуз, меѓутоа сум адвокат во овој случај на коалицијата за промени и правда и цврсто застанува за она што го протежира Фродем, го протежира и Демократскиот сојуз и останатите коалициони партнери. Нема коалиција со ова раководство на ВМРО ДПМН, односно со целата партија во овој момент. Благодарам. Бузлиев, побаравте и вие една минута. Повелете. Кратка за господин Кекеновски. Две работи ме збунија. Едното вика да се избориме за демократија во нашата партија, значи за ДПМН кажува, а со Демократски сојуз во коалиција, дали тоа значи кога ќе се демократизира таа партија, вие комплет со Демократски сојуз ќе влезете во ДПМН? Тоа е една работа, ќе ми одговорите после. Ќе ви одговорам. И втора работа на Балковски само дополна. Оливер може да ме потсети кога беа вторите именувања? Кога беа? Значи Демократски сојуз до септември имаа заменици министри и директори во државните институции. Значи до пред 2 месеца, а не е година дена како што вика Балковски. Од објавата нивна дека излегуваат од влада до разрешување на нивните министри, дел од функционерите бидејќи дел се останати, поминаа барем 6 месеци. Тоа е до септември месец. Тој уште потрагично. Ви благодарам. Дали има некој контрареплика? Повелете, Кекеновски, 30 секунди. велам апсолутно. Нашата и пак велам нашата партија. Повторувам, бидејќи ние да сакавме да правиме партија, ќе направевме партија. Сигурни сме дека најголем дел од членството не го поддржува ова раководство, туку ги поддржува сите напори за демократизација. Оттаму Фродем како носечка сила во тој дел мораше да се избори, да излезе надвор и значи говорам за Фродем како фракција од ВМРО ДПМН кој што ќе настојува во иднина да го казни, да казни оваа партија, да го казни сето она членство кое што било инкриминирано и вклучено во разни дејанија, за да понатаму имаме една современа демократска партија која што ќе се грижи за демократски просперитет на Република Македонија. Ви благодарам, господине Кекеновски. Спасовски, вашиот ред. Повелете.
Јас сум цврсто убеден дека на 11 декември граѓаните на Република Македонија ќе ги покажат на дело промените, она што денеска го бараат. Јас сум убеден дека Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ќе освои најмногу пратеници во Македонското собрание и знам дека идната влада ќе биде составена од опозиционите партии, оние кои што се залагаат да го реформираат системот во Република Македонија, да направиме не само смена, да направиме вистински промени, реформи во сите институции на Република Македонија, да ја вратиме надежта кај граѓаните, бидејќи денеска таа надеж е изгубена и повеќе од убеден сум дека Груевски и ВМРО ДПМН се минато за Република Македонија. Тие мора да завршат во опозиција, мора да завршат во историја, мора да се одговара за се она што е направено на македонските граѓани, за да не се повтори понатаму. И навистина во овој период е добро да секоја една политичка партија која што се профилира како опозиција, која што би била идна членка на парламентот на Република Македонија, да изнајдеме заеднички јазик, заради тоа што заедништвото, сплотеноста мора да го изградиме прво во законодавниот дом, на тој начин да го враќаме заедништвото и сплотеноста помеѓу македонските граѓани. Тоа е најважно. После сите овие години на поделби, нема кој друг да го направи тоа. Не може да го направат ниту партиите кои што денеска се власт во Македонија, бидејќи тие го работеа сето спротивно. Мора да се направи тоа што е нужно за Македонија, а тоа значи промени на 11 декември, формирање на стабилна влада, меѓутоа од опозициони партнери кои што ќе знаат да одработат за Македонија, ќе бидат честни, ќе бидат достоинствени, ќе бидат горди на моментот на кој што го прават. Инаку се согласувам, Македонија треба да биде една изборна единица, со тоа да се демократизира Република Македонија, да имаме повеќе субјекти во собранието на Република Македонија. Ви благодарам за одговорот, господине Спасовски. Го завршуваме кругот со вас. Бузлиев, повелете. Значи, вака сега. Де факто премиерот, односно председателот на ДПМН бара 63 пратеника. Па тој сега ги има 58, 59, колку се. Што му е проблемот сега у однос на тоа 63? Сака да каже дека кога има 63 нема да коалицира со ДУИ или ДПА или БЕСА кој ќе има. Сами ќе прават влада. Никого друг нема да слушаат. Тие работи што ги кажува на митинг, 99% од тие бараат двотретинско мнозинство, бараат мнозинство, како се викаше она, со гласање на албанците. Бадентерово мнозинство, така да ова е само флоскула што ја кажува, за да ги мотивира своите гласачи. Понатаму, најдобро за функционирање во Македонија, се согласувам со Балковски, да нема големо мнозинство на одредена партија. Да биде тесно мнозинството без разлика од големите партии, дали е ДПМН или СДСМ со најголем број на пратеници. И сите други партии кои што конкурираат на овие избори, кои што се кандидирани, да влезат во парламентот со одреден број на пратеници. Ние не лицитираме како некој со 10-15 пратеника, колку и да влезат, ние сакаме да бидеме баланс на тоа што ќе биде таму. И децидно кажуваме, значи сакам да потсетам јавноста дека Либерална партија беше првата која што јавно ги повика сите опозициони партии дека во новата влада нема да се коалицира со ДПМН. Никој не одговори на тоа освен Левица. Меѓутоа, иако разговараме со Левица после да излеземе со заедничка платформа да потпишат сите опозициони партии, тие се повлекоа, не знаеме зашто. Верувам дека обстојуваат на тоа, меѓутоа уште еднаш повторувам дека ние со ВМРО ДПМН во влада нема шанси да влеземе. Понатаму, малце овие од ВМРО од ДПМН нека одморат малце во опозиција. Па 24/7 работат. Како не се заморија веќе 10 години, што вика Спасовски. Значи, нека одморат малце. 4 години, 8, нека бидат малце во опозиција, нека ги остават другите да покажат што знаат да работат. Ви благодарам, вашето време истече. Следниот круг имате Не, во простор за однос на реплика. 63 пратеници, да кажам дека Груевски граѓаните треба да бидат свесни дека не бара 63 пратеника, туку бара 63 послушника. Послушника заради тоа што сведоци бевме си во овие години, дека ништо никогаш не го стискаа зеленото копче или црвеното копче, онака како што ќе им беше наредено. Впрочем, само да потсетам јавноста дека тој и на претходните избори бараше 63 пратеници, досега ги имаше 61, 62, меѓутоа тој ги направи најголемите зла во Република Македонија. И оттаму секој оној кој што го помисли дека е искрен, дека сега конечно ќе почне честно да работи, повеќе од јасно дека ќе се излаже. Значи, волкот не го менува својот карактер, туку го менува само својот, го менува влакното, да. Влакното го менува. И оттаму да не му веруваат на овие побарувања. Ова е еден хистеричен и плачен глас, бидејќи знае што го чека веќе на 12.
Ви благодарам. Господине Кекиновски, продолжуваме со вас, бидејќи е ваш ред. Во делот за економските и социјални политики, предпоставам тоа е најважното прашање за граѓаните, во делот на платите, пензиите, намалувањето на јазот помеѓу богатите и сиромашните, Джини индексот кој што е навистина висок. Каква платформа нуди вашата коалиција? 2 минути. Па, нашата коалиција навистина нуди една концизна, меѓутоа реална, нефиктивна економска програма која што ја работеа повеќе од 200 познати економисти, не само во Република Македонија, туку и од нашето соседство, и кои што се обидува да направат една реална програма која што ќе овозможи и еден побрз економски развој, не само економски, туку и социјална стабилност, па во иднина сигурно и Зошто велам ова? Ова поради факт во нашата програма ние го видовме дека буџетот на Република Македонија е енормно димензиониран. За жал, растеше сиве овие години и ние, поаѓајќи од сите параметри, сметаме дека во иднина буџетот треба да биде во функција на развојот на државата и во таа смисла ние предвидуваме да имаме буџет понисок за 300 милиони евра. Значи, исто така во буџетот предвидуваме 1 милиарда инвестиции за капитални инфраструктурни објекти, меѓутоа тие да бидат рамно распределени во општините на Република Македонија. Јас имав можност да ги прошетам посебно општините во онаму каде што има, да речеме, опозицијата, свој градоначалник, каде што централната власт воопшто речиси да не мрднала со прст да помогнала. Значи, ние немаме да имаме селективен пристап во тој дел и сите рамноправно ќе ги помагаме. Исто така ние предвидуваме да им помогнеме на малото стопанство, бидејќи државата мора да обезбеди предприемачка слобода, мора да обезбеди поволни можности и иницијативи да бидат реализирани. Во таа смисла нема како и досега да дозволиме да имаме различен третман на домашните инвеститори и на странските инвеститори. Не може да доаѓаат луѓето и од буџетот на Република Македонија, од джебот на граѓаните, да бидат финансирани со 18-20 милиона евра нивните фабрики во слободните зони и тие пари да одат кај граѓаните на Холандија или било која странска држава наместо во Република Македонија. Предвидуваме минимална плата од 300 евра, понатаму 200 евра најниска пензија, 12.000 усогласување на ниските социјална помош со растот на платите, значи голем број на мерки кои што се доста реални. Да, ви благодарам. Господине Спасовски, вашиот ред, за каква економска Македонија го барате гласот на граѓаните? Ние сметаме дека во фокусот на вниманието во Македонија мора да биде човекот и граѓанинот. Иселувањето е пред се од економски причини, затоа најголемиот дел од програмата е посветен на развојот на економијата. Затоа го насловивме и како план за живот во Македонија. Пред се економијата мора да се подобри, мора да се подобрат условите за економија, за да може домашните компании да се развиваат, да има една целосна развојна компонента и на тој начин да се помогне генерално на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија. Сметаме дека домашните компании, односно домашните инвеститори, мора да бидат изедначени со странските инвеститори. Денеска странските инвеститори добиваат се во Република Македонија, добиваат субвенции од државата, профитот го носат надвор од Република Македонија, а овде плаќаат ниски плати не заради друго, заради тоа што Груевски замина низ светот и нудеше инвестиции во Македонија токму заради таа причина за ниска платена работна сила. Ние сметаме дека треба домашните компании да добијат директна буџетска помош, предвидуваме во програмата тоа да биде 140 милиони евра на годишно ниво. Предвидуваме да помогнеме сериозно на младите луѓе кои што сакаат да отварат своји бизниси, да им се даде за добра бизнис идеја по 10.000 евра на секој од нив, да се помогнат со отварање на стартап центри кои што ќе користат заеднички простори, ќе користат сметководствени услови и ќе намалуваат трошоци, да може да се формира фирма со основачки капитал од само 1 евро. Казнената политика да ја смениме целосно, заради тоа што сега единствено што добиваат домашните бизнисмени од државата, од Груевски, од ВМРО, ДПМН, тоа се на секој 2 дена контроли и високи казни. Ние предвидуваме казните да ги смалиме на половина и да го воведеме принципот на предупредување. Исто така во делот на социјалната помош да ја зголемиме на 12.000 денари, минималната плата за 4 месеци да ја дефинираме на 12.000 денари, на крајот од мандатот да биде 16, просечната плата на крајот од мандатот да биде 30.000 денари, на првата седница на влада и во рамките на 100 дена во собранието да се донесе законот за обештетување на стечајните работници и така натаму, се со цел да направиме се да се вратат парите назад кај граѓаните. Ви благодарам. Господине Бузлиев, најважното за граѓаните, плати, пензии, економски раст, повелете.
Прво и основно треба да има правилно буџетирање. Значи овој толку гломазен буџет треба да се намали на испод 3 милиарди евра. Да има одговорно управување, одговорно задолжување, да се врши задолжување, да, но само за суштински работи, не за како за проект 2014, Скопје 2014, од каде што би можело да се извади само дополнителна добивка. Гледајќи сега програмата реално ова на ВМРО книжурина на големана, која ќе ги видите таму сите проекти кои што ги кажуваат, пазете, тоа е за 4 години. Значи они таму што ги кажуваат проектите, тоа не се прави за 20 буџети, а не за 4 години, таму надминува милиарди евра. Ова не е фалење, ова е лоша работа, тоа е доказ дека тие не ја кажуваат вистината. Затоа што има они некој отчет, отчет се прави од она што си го дал во програма и она што си го реализирал, а не што си направил она што ти дошло во моментот да го направиш. Понатаму, финансиска децентрализација. Треба, значи, средства да се превалат повеќе во локалната самоуправа, не државата да ги контролира сите, па тие да мораат да бараат дозвола за било што од нив. Транспарентност на поединечните буџети. Значи, секоја државна јавна институција треба после нова година да го објави буџетот на својата веб страна и на крајот на годината исто така да извади список, листа на трошоците што ги направиле во тековната година. Центар на внимание на либералната партија се предприемачите, микро, малите и средните предпријатија, нивен развој за да може во Македонија да се створи квалитетен среден слој, бидејќи средниот слој во Македонија исчезна, го нема. Редовно и навремено враќање на ДДВ-то. Тоа е многу важно, иако слушаме реклами од владачката партија дека тоа редовно се прави, тоа не е точно. Понатаму намалување на нови обврски на компаниите. Компаниите имаат обврска да даваат К15, популарен, регрес за годишен одмор, државните институции немаат. Се наметна обврски да се земат дефибрилатори во компании кои што имаат над бројка тамо колку има вработени, зашто не се вработија тогаш и по еден лекар? Приучени лица го работат, уште малце ќе завршам. Корупцијата е доведена до ниво на совршеност. Па уште не можеме и листите да ги видиме на Државна комисија за спречување на корупција, сега системот не им работел. Не можеме и промената да видиме од тоа како дошле, со што дошле на функција, а со што си заминуваат. И уште една работа, ние предлагаме еднократна амнестија. Значи, капиталот кој што изнесе надвор, да се внесе тука и да се оданочи. А тие луѓе кои што тоа го направиле, да не смеат повеќе да се бават со политика. Во делот на даночната политика сте за постојното решение за рамен данок. Да, за рамен данок. Ви благодарам. Господине Балковски, економски и социјални политики, повелете. На почетокот само сакам да напоменам дека коалицијата ВМРО за Македонија ја водат личности кои што пред 15 на години ја воделе и владата на Република Македонија. И впрочем, расширено е секаде во Република Македонија дека во времето на владата на Љупчо Ѓорѓиевски најдобро се живееше. Сега, после 15 години, наместо сето тоа доди во една нагорна линија и граѓаните на Република Македонија уште подобро да живеат, ние се доведовме во 2016 година сега да Република Македонија има долг од преку 7 милиарди евра. Милиарди, да. Значи, секој граѓанин на Република Македонија должи повеќе од 2000 евра по член. Тоа е катастрофално лошо за Република Македонија. Во овој начин ние мораме да предвидиме, влада мора да предвиди еден равномерен регионален развој на Република Македонија. Не може само Скопје да биде центарот на Република Македонија, останатите региони, останатите градови и општини да бидат во една ситуација, да кажам, како не пред 15 години, него сега веќе е како пред 50 години да изгледат, и тоа е катастрофално лошо. Ние ја нудиме можноста, ја нудиме опцијата и предлогот во Република Македонија, и од економски аспект е тоа добро, да секое село биде општина. Што ќе се постигне на таков начин? На таков начин ќе се постигне еден равномерен развој од една страна, од друга страна ќе се постигне секоја општина да има свој буџет, секое село да има свој буџет, и на таков начин ќе почне да заживее економијата од самото село, од самата општина и градовите. Тој регионален равномерен развој мораме да го постигнеме ние пред влезот во Европската Унија и НАТО. А од друга страна, сите треба да бидеме свесни дека целокупниот економски развој што треба Република Македонија да го постигне е новата влада, партиите што ќе учествуваат во собранието, навистина конечно да решат и да најдат решение за отпочнување на преговорите во Европската Унија. Иначе сето тоа би било на некој начин застој и назадување на Република Македонија. Ви благодарам. Повелете, господине Спасовски, една минута. Коментар сакам да кажам, навистина
Македонија воопшто не е развиена земја, уништена и само ова што се направи во Скопје се направи, знаеме зашто. Заради пари и заради проценти. Ако тргнеме од нашата изборна единица, во која што сега се бориме, на неколку километри во Скопје, во Газибаба, во Бутел, во Арачиново, во Липково, во Куманово, во Чучер Сандево, многу нерешени инфраструктурни проблеми, немање на канализации, немање на водоводни мрежи, задолжени општини кои што не може да функционираат. Стара Ногоричина е 1 милион евра задолжена општина која што ја води коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН и така натаму. Најголем должник на домашните компании е владата на Република Македонија. Ние затоа предлагаме во планот за живот во првите 100 дена да се направи план како да се одолжи државата према компаниите, како да им врати и на нив пари назад. Навистина е потребно да сме сите одговорни и честни. Парите кои што се изнесени од Република Македонија, тие се крадени од буџетот. Затоа треба новата влада да биде транспарентна, одговорна, честна, да не краде за да можеме да ги реализираме сите овие проекти. Ви благодарам, господине Кекеновски, 1 минута, потоа и Балковски 1 минута. Повелете. Кога ги спомнавме општините во изборната единица број 2, од каде што јас потекнав од општината Бутел, значи сите сме ние сведоци дека сиве овие години таму се правеа само козметички зафати. Во смисла да имате атмосферска канализација која што ја прават оваа година, па на есен повторно им текнало да ја прават. Тоа се случува во сите речиси општини. За жал општина Куманово е па таа која што речиси воопшто не добила средства токму ради тоа што градоначалникот е припадник на опозиционата партија. И оттаму ние мораме да го заборавиме. Граѓаните на Република Македонија не се ни СДСМ, не се ни ДПМН. Тие се едноставно граѓани на Република Македонија кои што се еднакви пред законот. Буџетот го полнат сите, кој повеќе, кој помалку, меѓутоа сите учествуваме во полнење на буџетот и сите треба да го трошиме рамноправно. Сите треба да ни биде обезбеден удобен и пристоен живот, без разлика кој на која партија припаѓа или на верска или национална конфесија. Ви благодарам, господине Балковски, 1 минута и за вас, повелете. Значи, видите, во контекст на двата коментари, значи, потполно апсолутно се согласуваме и затоа е добро ова економска и децентрализација на сегашната состојба на Република Македонија во однос како што ние предлагаме секое село да биде општина. Замислите, еве го примерот само овдека ќе го земам. Газибава, Ѓорче Петров, Бутел, Чаир, Куманово. Значи секоја општина има и посебни села, нели во границите на таа општина. И сега ние во денешно време за некое село да кажеме дека се уште нема канализација, нема вода, нема струја, нема локален пат, затоа што општината или град каде што припаѓа не нашол за интерес тоа да го направи, затоа што се таму 10 или 15 жители и градоначалниците тоа го гледат од број на гласови, не од потреби за луѓето за квалитетен начин на живење. А во нашиот случај, со овај предлог, секое село би работело со сопствениот буџет за доброто на самите граѓани. За полесно менаџирање на парите. Сигурно. Ви благодарам. Господа, последниот круг од 30 секунди, искористете го да им се обратите на граѓаните зошто треба да гласаат за вашите опции. Господине Спасовски, започнуваме повторно со вас. 30 секунди, зошто граѓаните треба да гласаат за коалицијата за живот. Едноставно заради тоа што денеска нема живот во Македонија. Оваа криминална власт, предводена од Груевски, од ВМРО-ДПМН, ги расели граѓаните на Република Македонија, економски ја уништи Република Македонија, ја подели по секаква можна основа, го уништи здравството во Република Македонија, го уништи образованието во Република Македонија, немаме спорт, немаме ниту еден сегмент кој што треба да постои, немаме правосудство, немаме правда за сите, затоа ги повикувам сите граѓани на Република Македонија, македонците, албанците, србите, бошњаците, турците, ромите, власите и сите останати кои што живеат овде во Македонија. Сите оние кои што ја сакаме оваа наша татковина на 11 декември масовно да излеземе на изборите, без никаков страф, да бидеме горди на историскиот момент на промени во оваа држава, да гласаме за бројот 4 за живот во Македонија, заради тоа што само на таков начин ќе можеме Република Македонија да ја вратиме на вистинските патики. Ви благодарам. Господине Бозлиев, искористите го и вашето време. Повелете. Ги повикувам гласачите на Република Македонија да гласаат за промена на власта. Тоа е основно. Да престане понижувањето на лекарите и медицинскиот персонал, учителскиот и професорскиот кадар, полицајците, војниците, судиите и адвокатите.
клизно работно време во администрацијата, да можат и тие луѓе кои што работат во државните служби да си завршат одредена приватна работа. Укинување на радиодифузната такса, казнена политика, драстично намалување на казните и за физички и за правни лица, професионална дипломатија, продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и отварање на специјално одделение во судот во Скопје, намалување на тарифите на адвокатите и извршителите, гасификација на цела територија на Македонија, укинување на екстерното тестирање, изголемување на породилното отсуство на 18 месеци. Гласете за оваа програма на Либерална партија, која е на вистина реална, и гласете за листите со број 8, каде што нема ниту едно осомничено, осудено, одлежано и обвинето лице и ниту едно аболицирано. Благодарам. Ви благодарам и вам. Балковски, повелете, 30 секунди за вас. Почитувани граѓани, коалицијата ВМРО за Македонија е составена од партии и личности кои еднаш ја водеа Република Македонија и ја водеа на начин каде што секој граѓанин навистина се чувствуваше достоинствено и од аспект на својот живот и од аспект на својот економски придобивки. Еднаш тоа ние го направивме пред 15 години. Замислите сега со вашата доверба во денешно време на денешни избори, што се уште повеќе би направиле за да допринесеме за еден квалитетен начин на живење на сите граѓани на Република Македонија и да ја доведеме Република Македонија на влезот во Европската унија и НАТО. Коалицијата ВМРО за Македонија подреден број? 9. 9. Ви благодарам. Кекеновски. Да, почитувани граѓани, на изборите излезете масовно, во што е можно поголем број и гласајте за коалицијата за промени и правда, која што е број 5 на гласачкото липче. Гласот даден за коалицијата за промени и правда значи глас против, односно стоп за криминалот и корупцијата, значи стоп за лагите и манипулациите, значи стоп за лажниот патриотизам. Гласот даден за коалицијата за промени и правда е глас пред се за честните луѓе, глас за ред, поредок, мир и правда во Република Македонија и сигурно прогрес на Република Македонија. И оттаму, почитувани граѓани, гаранција на овие избори ви е токму коалицијата за промени и правда. Ви благодарам и вам. Господа, ви благодарам на сите. Времето за ова изборно медиумско представување е толку. Ми беше чест и задоволство што бев ваш модератор. Почитувани останете и вие со програмата на телевизија 21. Во утрешното последно издание на ова изборно медиумско представување ги имаме носителите на листи и кандидатите за пратеници од првата изборна единица. Ви посакувам пријатна вечер.